Почитувани гледачи, добро вечер. Во вечерашната топ тема разговараме за една спортска тема која беше актуелна изминативе неколку недели, а веројатно и ќе продолжи да биде актуелна за случајот за суспензијата на голманот на ракометниот клуб Вардар Борко Ристовски. Па за оваа тема вечер наши гости се токму голманот на РК Вардар и поранешен репрезентативец на Македонија Борко Ристовски. Добро вечер. И секако председателот на Македонскиот олимписки комитет господин Даниел Димевски. Добро вечер. Добро вечер. Денеска ќе имаме едно интересно соочување, една интересна дебата, па затоа ве поканувам да останете на фреквенцијата на Телма. Се враќаме веднаш по рекламите. Повторно сме назад во студиото на Телма. Започнуваме со вечерашната дебата. Разговорот веднаш ќе го започнам од председателот на МОК, господине Димевски. Се одлучивте за една казна, за една суспензија за Борко Ристовски, која предизвика доста лавина реакции во македонската јавност и пред се спортската јавност. Се повикавте на клевети и навреди изјавени од Ристовски на една друга национална телевизија. Првото прашање е зошто еден ваков потек на суспензија ако навредите и клеветите од изјавени од Борко Ристовски се на сметка на Даниел Димевски, а не на Македонскиот олимписки комитет? Ова е резултат на врвот од еден ајсберг, бидејќи ова не е прв пат, бидејќи е толерирано едно поведение доста долго време, кое што поведение премина во правење на штета која што не е само лична, значи навредата не е направена само према Даниел Димевски како физичко лице, него е направена према председателот на Македонскиот олимписки комитет, меѓутоа генерално штетата е пожнеена од сите спортски субјекти кои што опстојуваат во моментов. Ке се запрашате зошто тогаш? Темата воопшто не беше пријатна за сите нас, ниту за мене лично, ниту за Олимпискиот комитет, меѓутоа една тема која што мораше еден ден да биде отворена, а тоа е недолично изнесување на клевети и лаги, поведение кое што не е дозволено, поведение во кое што има многу закани и поведение кое што не е искажано од страна на лицето кое што вие го најавивте, Борко Ристовски, голман на Вардар, него е искажано од господинот Борко Ристовски, председател на Комисијата за спорт на една политичка партија и, како што господинот љуби да се представува, идниот министер за спорт и главен авторитет кој што би сакал, претендира некогаш да биде. Тоа е една многу различна квалификација која што господинот Борко Ристовски е должен да ја има во предвид, бидејќи одговорноста за јавно искажан збор е сериозна работа, одговорноста за јавно искажан збор од страна на човек кој што не е било кој, значи човекот носи сериозна функција, е председател на комисија и одговорноста за искажан збор према институција и човек што ја раководи таа институција која што патем според законот е највисокото тело во една држава, носи собствена тежина. Може би сите ние имаме зголемен праг на толеранција и континуирано веќе сме научени дека овдека се е нормално. Па добро, во ред. Меѓутоа, доколку сакаме, а мораме и сме одговорни да го зачуваме интегритетот и дигнитетот на таа организација, мораме да ги исцртаме контурите до каде и што е дозволено и може, а од каде тоа представува предмет на реакција на системот. Демократијата нас ни дозволува на сите нас да го искажеме сопственото мислење, да искажеме критика и таа е добре дојдена. Меѓутоа, демократијата не подразбира
дека може да навредуваме, дека може да клеветиме и дека може да изнесуваме лаги. Сепак тоа е казниво дело не само во Македонија, секаде во светот. Пред да му дадам збор на Ристовски, ќе ве прашам уште еднаш околу изречената казна. Дали предходно, значи пред да се пожалите вие лично до дисциплинската комисија на Македонскиот олимписки комитет за изјавите што ги има дадено Борко Ристовски, дали предходно имаше некаква друга постапка, опомена пред суспензијата, дали стапите во контакт лично со Борко Ристовски да разговарате на оваа тема или исклучиво беше дисциплинска комисија казна? Предходно, пред оваа постапка, официјално, господинот Ристовски еднаш ка изнесе неточна информација како по обичај дека нема граѓанска тужба против него. Да, има граѓанска тужба, се води спор против него за клевета. Пред, како што законот налага, е повикан, значи да ги повлече своите зборови, да се извини и да се најде начин да не дојде до овој спор. Второ, е повикан пред сослушување и пред донесување на одлуката да даде свое видување и да ги изнесе сите ставови и аргументи кои што ги има во самата постапка, така како што налага дисциплинскиот правилник. И тоа не е направено. И она што сакам да го потенцирам, беше споменато во изминатите денови, дисциплинската комисија е спомената така бегло. Значи, дисциплинската комисија на Македонскиот олимписки комитет, како и сите други комисии, се составени од исклучително авторитетни личности со интегритет. Позади конкретната одлука, која што е донесена, стојат тројца председатели на национални федерации од олимписки спортови. Значи, стојат тројца луѓе со име, презиме, интегритет и авторитет, кои што апсолутно автономно ја донеле одлуката врз база на овој документ кој што се вика дисциплински правилник, каде што од точка до запирка е точно цитирано поведението недозволено и конкретната санкција. И комисијата била доволно доблесна да не ги опфати членовите кои што се однесуваат за активни спортисти, не сакајки при тоа да господинот Борко Ристовски како голман ниту да му ја загрозат неговата кариера како спортиста, ниту да му попречат. И Борко Ристовски не е казнет како спортиста. Меѓутоа е санкциониран како спортски човек кој што претендира да обавува улога на креирање на спортски политики. Тоа е предмет на таа казна и пораката е токму многу јасна. Благодарам. Ристовски, според Димевски, вие настапувате, односно критикувате во позиција на член на политичка партија, не како спортист. Дали вашите изјави беа во тој контекст дадени како иден функционер? Добро, најнапред стварно не знам што да кажам на се ова што го изнесе господин Даниел Димевски, освен да го демантирам и нема да навлагам во било каква конфронтација лична со господин Даниел Димевски, затоа што едноставно не сме на иста брана од олжина, тој работи против спортот, јас се борам за да нема криминал во спортот и ќе кажам само дека првата лага во старт да му ја демантирам, а тоа е дека тој кажа дека сум настапал на емисијата како член на председател на комисијата за спорт, што апсолутно не е точно. Имате и потврда од Алфа ТВ, повелете господин Димевски, на која што пише овака: на 2.3.2023 година во емисијата За или против гостуваше Борко Ристовски, кој беше повикан во својство на врвен спортист, што беше потенциран и во најавата и неколку пати во текот на емисијата. И поради неговото многогодишно домашно и меѓународно искуство. Тој го искаже своето лично мислење на повеќе актуелни теми кои го засегаат спортот. Дали сте вие председател на комисијата? Ова е, сега не ве прекинувам, молам да видиме парламентарни сега. Ова е демантот на првата од 4-5 работи кои што ги искаже господин Даниел Димевски, кој е невистина. Значи јас настапував во име на Борко Ристовски. Као што настапувам и сега во име на Борко Ристовски,
во име на спортист кој што настапува за Македонија преку 200 надпревари, како спортист кој што има преку 15 години интернационална кариера, кој што е представил Македонија во повеќето земји од Европската унија и настапувам така и само така. Обидот ваш за да извртите цела оваа приказна и обидот да го дефокусирате или да дефокусирате јавноста или темата од сео ова тука што се случува, нема да ви успее, затоа што нема воопшто да влезем во таква дебата. Еве вие првото демонстрирање дека лажете. Но, значи, самата ваша евентуална некаква си дисциплинска комисија, дека сум настапувал од позиција на председател на комисија на спорт, паѓа во вода, со самиот демант од телевизијата во која што сум гостувал. Поголем демант од ова. Дали сте вие тоа што ве прашав, дали сте председател на комисија за спорт? Многу едноставно прашањето. Точно сум председател. Дали сте свесни дека за тоа сносите одговорност за секој ваш збор? Ја мислам дека да оставиме водител да води емисијата, не сме тука сега да одговараме на ваши прашања. Дали јас ви поставам прашање? Може слободно прашајте, јас сум тука. Дали е ова јавноста треба да не слуша? Дали е ова демант? Дали е точно ова? Апсолутно не. Апсолутно не. Апсолутно не. Па еве го демантот. Моето прашање е дали вие сте биле свесни со секоја ваша изјава против Даниел Димевски, како што напоменавте и во вашата пресконференција. Сте биле свесни претходно дека може да има санкција и реперкусии за вашите изјави? Видите, значи ова се што го изјави господин Даниел Димевски апсолутно знае и тој дека нема никаква тежина правна нити било каква и може да си донесуваат они со неговата дисциплинска комисија какви сакаат дисциплински мерки или поведение кој што сака да милува да каже председателот на Македонскиот олимписки комитет господин Даниел Димевски и апсолутно на цела македонска јавност, на сите, дури на него му е јасно дека ова нема апсолутно никаква правна издржливост. Дури тој сега кажа ретерираше од суспензијата, ретерираше, па сега вика не е како спортист, него како што сум, не знам кој што сум. Да, тоа беше моето следно прашање. Ја не сум суспендиран како спортист, како што сум суспендиран. Као спортски човек. Ако ми дозволите, така кажете, мислам, као спортски човек. Јас ќе го поставам вака прашањето, бидејќи одлуката која беше објавена од дисциплинската комисија беше релативно нејасна. Значи, во оваа смисла каде што кажавте вие дека не се однесува на Борко Ристовски како спортист. Значи, забрана на вршење на работа во олимписки спорт во период од 4 години. Не е дообјаснато што значи работа во олимписки спорт. Дали е намерно малку нејасно? Не, воопшто не е намерно. Повторно ќе ви кажам, јас го имам тука дисциплинскиот правилник кој што секој еден кој што сакал малце повеќе подлабоко да навлезе пред да изнесе било каков став е возможно. Значи дисциплинскиот правилник има еден сет на членови кои што се од 40 натаму кои што се однесуваат на активни спортисти. И таму се токму суспензиите со број на надпревари и временски суспензии. Комисијата имала доблест да не ги опфати тие членови, бидејќи ниту комисијата, ниту било кој друг, ниту јас лично, ниту било кој љубител на спортот не сака на господинот Борко Ристовски да му ја скрати кариерата или да не го. Борко може слободно да си продолжи да си биде голман, тоа што најдобро го прави. Меѓутоа, она што тој настапува од позиција на сила, кој што не му е прв пат, значи, вие ќе имате многу можности и јавноста на сите им е јасно. Ке видите што ќе ви се случи. Ке видите што. Значи, начинот на комуникација со закани према секој и секого не е добар. Нешто не е добар. Не е дозволен. И тој дел е многу битен и затоа е искористен членот 17 од дисциплинскиот правилник. Повторно ќе кажам, тоа не е тема за секој еден обичен гледач, меѓутоа за стручната јавност и дисциплинскиот правилник, и статутот, и етичкиот кодекс се документи кои што ги имате јавно и транспарентно на сајтот на Македонскиот олимписки комитет. И штета, еден вако врвен спортиста, кој што претендира утре да биде врвен спортски административец, што не ги прочитал. Значи, жално е да каже човек кој што претендира, сте ги прочитале? Не. Не сте ги прочитали. Па како може Олимписката појава сте ја прочитале? Не е во моја сфера на интерес. Олимпискиот? Не е во моја сфера на интерес.
Вие, повторно ќе кажам, како председател на Комисија за спорт, зашто разговарате на таа Комисија за спорт ако не разговарате за суштински најбитни акти и документи? Зашто разговарате? Како ќе ги преземете федерациите или разговарате? Значи треба да разговарате, прво да се запознаете што значат актите. Ова се многу сериозни акти. Ова се меѓународни акти. Ова е поело Меѓународниот олимписки комитет, каде што сите ние, вклучително и мене, сме должни да ги почитуваме. Ние сме должни да го заштитиме интегритетот на олимпизмот. Тоа ни е обврска. Не ни е привилегија. Воопшто не сум среќен со оваа постапка. Воопшто. И имавте шанса прво на првото да се извините, не сакате да се извините. Имавте шанса да се повлечете, не сакате да се повлечете. Се уште имате шанса да ја сватите грешката, дека не е дозволено вакво однесување, дека не е добро. Утре претендирате да бидете во спортот, па не е добро. Ние сме колеги, не смеме да се навредуваме. Не смеме ние да се навредуваме, тоа не е вистинскиот начин на комуникација. Може само да не испадне ова дека е монолог. Сакам да финиширам. Дека дисциплинскиот правилник, доколку сте го прочитале, ќе ви биде јасно. И убаво е сега да го прочитате. Бидејќи ви нуди и понатаму опции како може од оваа ситуација да се излезе. Значи, многу едноставно. За се останато постои судот. Меѓутоа, затоа се овие институции и ми е жал што не искористите таа шанса да дојдете кога ве повика дисциплинската комисија, да сите овие работи внатре во куќата си ги кажеме, за да не дојде ова до овдека. Меѓутоа, вие одбравте другачие. Господине Даниел Димевски, јас и вие не може никогаш да бидеме колеги. Јас работам за спортот и се борам против такви луѓе како што сте вие. Јас работам против криминалот и против луѓето што се во спортот како вие. Јас и вие никогаш не можеме да бидеме на исто ниво, нити можеме да бидеме колеги. Тука ќе се согласиме, не можеме да бидеме колеги. Јас не ве прекинував да бидеме малце колегијални. Јас целиот мој живот сум го посветил на спортот, а вие целиот свој живот имате бенефит од спортот. Така да ние сме на сосема две различни страни. Зборувате 3-4 минути и не можам да ви ја фатам поентата. Не поентирате на крај со ништо. Затоа што зборувате нешто за кое што нити има почеток, нити има средина, нити има крај, нити има поента. Дај кажете која е поентата на сева што го кажавте. Поентата на оваа ваша дисциплинска постапка беше што? Да се заплаши Борко? За не ги извади овие документи? Господин Даниел Димевски. Кажав и на пресот сте го случале, ќе ви повторам и сега. Пред да одите во било каква конфронтација со некого, треба прво добро да се запознаете со вашиот противник. Не сте биле спортиста, не го знаете тоа, меѓутоа да ви кажам. Пред да одите во било каква битка, се запознавате со противникот. И сте требале добро да се запознаете со мене и да знаете дека кога тргнувате во битка со Борко Ристовски, или ќе одите до крај, или не почнувате. Пробувате да извртите цела приказна, цела оваа тема, суспензија, некаква си комисија за спорт на ВМРО ДПМН. Повторно кажувам, и јас сум тука како Борко Ристовски, во емисијата бев со потврда од телевизијата како Борко Ристовски и понатаму ќе се борам за криминал надвор во општеството како Борко Ристовски. Нема никаква апсолутно врска комисијата на која што јас сум председател, може и утре да не бидам. Апсолутно ми е седно. И јас сум се нафатил да помогнам нешто за да овакви девијации во спортот и во општеството нема. Моето следно прашање е тука, Борко, извини, ќе да прекинам за момент, дали затоа што само еден дел останав должен да реплицирам. Значи, прво јас сум, бидејќи направена кратка ретроспектива на твојата брилјантна кариера на која што ти честитам, меѓутоа ќе сакам за волја на вашите соговорници, значи јас наполнив пред некој ден 54 години, а од своите 27 години сум на раководни позиции во спорт. Значи половина свој живот 27 години. Од својата која година?
Од својата 27 година, на 27 години, значи со спорт сум сте се занимавал предходно, сум бил кошаркар, 27 години? да, а на 27 години сум бил Одлучува да станете председател на кошаркарски клуб Работнички. И сум освоил се што може да се освои како титула, и сум бил 3 мандата председател на Кошаркарската федерација и сум ги постигнал најголемите резултати кои што се мислел на именка за сите други, и сум председател на Македонскиот олимписки комитет, каде што имам веројатно многу среќа, па сите најголеми резултати се случуваат во мој мандат. Значи најголемиот успех кој што го имаат колективните спортови е во мој мандат, најголемиот успех кој што го имаат индивидуалните спортови е во мој мандат. Кои се ти успеси? Само момент, да се навратиме на четвртото место, претпоставувам дека си бил на митингот кога не пречекавте кошаркарите Литванија 2011. Добро. Случајно бев јас председател на Кошаркарската федерација и случајно бев председател на 4 европски првенства од вкупно 5 кои што беше Македонија. Случајно. Случајно бев и председател на Македонскиот олимписки комитет кога е освоен најголемиот резултат сребрен медал. Случајно, Каде, така. со кој освои сребрен медал? За Дејан Георгиевски. Дејан Георгиевски освои А, за тоа сребрен го медал. рачунате како ваш успех? Да, исклучиво. Исклучиво. Супер. Јас како раководител на таа организација учествував во изборот, стипендирањето, севкупната поддршка, подготовка и комплетната логистика на успехот на Дејан Георгиевски. Господин Даниел Димевски, Значи, ќе ми дозволите, повелете. за мојата работа во спортот ги имам сите можни награди што постојат во државата и меѓународно. Значи, сум награден со Златен орден за заслуги за државата за промоција на Македонија, сум награден со 13 ноемвриска награда, сум прогласен за најдобар спортски работник на деценијата од Сдружение на спортски новинари, а од меѓународните награди специјална награда ми дал председателот на Олимпискиот комитет Томас Бах, кој што беше лично да ми ја врачи. Значи, се што постои од награда во државата и меѓународно е за мојата 27 годишна само прегорна работа во спортот, каде што сум овозможил да профитираат многу луѓе, да профитираат многу субјекти, Вклучувајќи ви вас. не најмалку јас, вклучувајќи те и тебе, бидејќи во моментов платата што ја земаше, меѓу другото, благодарение и на ваучерот кој што сум го измислил случајно јас. Добре, имаме едно прашање, како може, се извинувам. Дали може на прашање? Па повелете, малку избегавме од темата околу работи, да ќе навратиме уште едно прашање, Борко, па подоцна ја ќе прашувам. Се извинувам. Во овој експозе кој што господин Даниел Димевски се обидува да не дефокусира стално од тоа што треба да збориме, меѓутоа нема да се дефокусираме. Заборавите да кажете дека сте 3 години советник на премиерот Зоран Заев. Апсолутно. И од позиција на советник на премиерот Зоран Заев доаѓате за председател на Македонскиот олимписки комитет. Не е точно. Така да не ве прекинувам, Не е ве молам. точно. Може да бидеме сега парламентари, да не се опоминуваме стално, ве молам. Така да го заборавивте и тој мал детал дека од позиција на советник на премиерот Зоран Заев дојдовте како председател на Македонскиот олимписки комитет. Имам едно прашање за вас, ако може. Дали сте за ваучерите или против ваучерите? Чест не можам да бидам против ваучерите, бидејќи ваучерите е практички комплетен систем кој што сум го јас измислил. Вие го измислите Меѓутоа сум Не, многу секунда, против. само, дали сте за или против? многу против. Многу сум против начинот на реализација на мерката која што се спроведу. Значи сум многу против. Да. Жестоко се протиставувам на начинот на практицирање на мерката и распределба на ваучерите кое што се случува сега. Затоа И тоа што- јавно го кажувам. Затоа што Олимпискиот комитет не доби ваучер. Не, Затоа? апсолутно. Да се вратиме на нашата тема. Спортскиот ваучер веќе беше тема на топ тема пред известно време. Може би во иднина и повторно ќе разговараме за тоа. Бидејќи и двајца да ги споменавте одредени политички позадини и јас затоа и претходно сакав да го прашам Ристовски, кога ги дававте тие изјави поради кои следеше и таа суспензија, мислам дека е битно да се направи една дистинкција. Дали вие атакувавте кон името и презимето Даниел Димевски
или функцијата председател на Македонскиот олимписки комитет, односно целата организација, односно целата таа спортска федерација како Македонски олимписки комитет? Јас апсолутно се согласувам со вас дека мора да се направи јавна дистинкција помеѓу тоа кој што представува и во какво својство оди. Една работа не ми јасна само. Значи јас трет пат повторувам дека и тука, и на оваа емисија кај што господинот тврди дека сум бил како председател на комисија, што е апсолутно неточно, настапувам исклучиво како спортист. И како Борко Ристовски, човек кој што дал многу во спортот и не можам да седам мирен и да гледам вакви девијации во спортот. Значи јас апсолутно сум човек кој што се ќе направи да овакви девијации не се случуваат во спортот. Не ми е јасна уште една работа. Господин Даниел Димевски кажува од позиција на МОК сум настапувал. Ако веќе кажувате дека сум председател на комисија за спорт на ВМРО ДПМН, а ВМРО ДПМН е во опозиција, за каква МОК зборуваме и за каква позиција на МОК од позиција на опозиција? Мене тоа апсолутно не ми е јасно. Кажувате дека јас, како председател на комисија за спорт на ВМРО ДПМН, имам таква моќ да вршам притисок политички. Каква е таа? Ја не познавам некоја политичка партија која од опозиција има моќ да врши притисок. Мене тоа апсолутно ми е нелогично, затоа што сите институции се во рацете ваши, да речем, на власта. Така да зашто. Така да некои работи не ми се логични што ги зборувате, меѓутоа као и се вечерва многу работи кажавте кои што немаат никаква поента нити цел, едноставно за замајување на јавноста. Меѓутоа се надевам дека во понатамошниот дел од емисијата ќе дојдеме и до темата која што треба да разговараме. Која што е моја тема, која што сакам да ја отвориме за господинот Даниел Димевски. И за се она што го правел во изминатите 27 години, макотрпна работа, ни сите тие институции кај што бил. Така да, прво сакам да одговорам, бидејќи беше поставено прашање. Така моето прашање, дали вие ги свативте критиките и изјавите на Борко Ристовски? Не, извинете, не кажав само. Јас се што имав да му кажам, го кажав господинот Даниел Димевски. Јас не кажав нити Олимписки комитет, нити една институција. Да, така ќе го формулирав следното прашање, дали вие го разбравте како политички притисок од страна на Борко Ристовски или како лична навреда? Значи, затоа што многу важно е да знаеме дали се користи МОК како инструмент за дисциплинска постапка на некој што го прекршува кодексот на однесување или дисциплинскиот правилник или не. Значи, прва клучна разлика помеѓу мене и господинот Борко Ристовски, што ја во мојот живот не сум бил ниту еден ден член на ниедна политичка партија. Нити јас не сум. Цел живот се залагам за деполитизација во спортот. Сите мои постапки се насочени кон заштита на спортот и се што работи Македонскиот олимписки комитет е во тој дух каде што не постојат подоби по ниедна линија и каде што не се дозволува присуство, влијание или било што на политички партии. Да, тоа е очигледно јасно. Никогаш ниту сум бил во позиција, како вика, на позиција, ниту пак сакам да бидам, меѓутоа позицијата која што господинот Борко Ристовски умешно ја користи е таа позиција на сеење на страв и магла. И ние како граѓани на оваа држава многу добро знаеме за што станува збор. Она што сакам да го кажам, одговорноста, ќе ја повторам, за искажаниот збор е многу поголема на човек што е на функција. Ако јас можам 3 пати да мерам, еднаш када сечам што ќе изговорам, ако во сиот мој период, во изминатите години имаше огромен број на навреди и клевети, ова не е прв пат. Јас во ниеден момент не сум дозволил, ниту ќе дозволам, ниту е мој стил, ниту пак сакам да излезе од мојата уста навреда према Борко Ристовски. Такво нешто не се случило и нема да се случи. Меѓутоа, истото право ќе го задржам и за себе. Нема да дозволам, ниту мене лично, да ме навредуваат, клеветат, било кој, па макар бил и врвен голман, ниту пак ќе си дозволам себе си тоа да го направам на некој друг. Сепак,
одговорноста да се раководи една сериозна институција, како Македонскиот олимписки комитет, ви дава и обврска да внимавате на дигнитетот на организацијата. Позади председателот на Македонскиот олимписки комитет стојат огромен број, да не кажам сите, акламативно федерации. Ние токму вчера имавме годишно собрание, ми е жал што сте немале прилика да бидите, каде што во една прекрасна афирмативна атмосфера сите делегати од прв до последен апсолутно застанаа позади сето тоа што го правам јас како раководител на таа организација. Кој гласови се кој гласови? Се извинувам, Ристовски, само момент. Не беше моето прашање насочено кон тоа дали вие имате поддршката од другите спортски федерации, се до тоа не навлегувам во тоа. Значи тоа го тргам на страна. Прашањето мое се однесуваше дали таа дисциплинска поставка против Борко се прави дистинкција за тоа што ние утре можеме да се доведеме во ситуација друг спортист да искоментира или да искритикува одредена работа на Македонскиот олимписки комитет или ваша или на некој друг функционер на Олимпискиот комитет, да го искритикува. Сега така го формулирам, не е клевета и навреда, значи критика. Дали не се прави некаков опасен преседан дека утре можеби секој што ќе искритикува нешто, некаква работа, дека може да биде веднаш санкциониран. Значи суспендиран и како играч, како што споменавте тука како апсолутно не. Значи што мислите, нашата работа е јавна, ние сме континуирано изложени на критика и тоа е здраво. Ние не сме пречувствителни, ниту пак јас лично. Критиката е една работа и критиката е позитивна работа. Меѓутоа, изнесувањето на клеведи и навреди, некој да ве нарекува криминалец, тоа не е критика. Его се повторно го слушам. Тоа не е критика. Значи, критика е да не се согласувате со начинот на работа. Па може би господинот Ристовски како претендира да биде иднината на македонскиот спорт, може би ќе искористи малку од времето да ни каже, да ги запознаеме гледачите каква е нашата иднина на македонскиот спорт со предводник како вас. Да знаеме, во следните 4 години не може да знаеме. Не, ама добро е да знаеме. Знаете како? Повторно ќе кажам, одговорноста на кажаниот збор на човекот кој што утре претендира да биде прв човек кој што ќе креира политики во македонскиот спорт е сериозна работа. Вие сте должни да го запознаете македонскиот спортски аудиториум како тоа вие ја гледате спортската агенда во иднина. Сте должни да го споделите вашето мислење, вашите идеи и не да спорите со мене лично, него да спорите со резултатите кои што ги има Македонскиот олимписки комитет. Сум отворен за дискусија каде што вие ќе кажете со што не се согласувате, а Македонскиот олимписки комитет го работи или вие би го направиле подобро. Господине Даниел Димевски, завршивте? Поле Значи, не знам зашто толку сте возбудени, зашто сте толку црвенети, зашто толку се напнувате. Ова едноставно е дебатна емисија на која што вие ќе имате што да кажете, ја ќе имам што да кажам. Водителот е тука да моделира и да видиме на крај гледачите да одлучат кој било право, кој не било право. Ние не сме тука за јас вас да ви презентирам програма или било што да е. Вие сте тука да одговорите на многу прашања и немој да се заскривате позади Македонскиот олимписки комитет, немој да се заскривате позади вашата дисциплинска комисија, немој да се заскривате позади некако собрание кое што вчера го направивте, не ни кажавте со колку гласа го направивте, дали имате одговорност, дали имате поддршка од сите големи федерации, јас велам не. Апсолутно. Добро, јас велам не, а уште тука сме да дебатираме за вас. Не за мен. Не за мојата комисија, ја не сум на никаква позиција. Вие сте на позиција. Јас сум активен спортист. Господине Даниел Димевски, јас сум активен спортист. Значи, јас се бавам со спорт. Јас не претендирам да бидам председател на Македонски олимписки комитет. Ако ви е тоа цел на вашата суспензија, пошто не ме суспендирате како спортист, ме суспендирате како што? Да имавте прилика да го прочитате статутот, веројатно ќе ви беше јасно дека не може да бидете председател. Молам се да бидеме парламентарни. Се јас не прекинувам. Да прочитате малку. Јас сакам да ве прашам многу прашања. Например, дали вие на која функција се наоѓате кога се склучуваат многу договори за закуп? Например, едно од прашањата. Имате ли одговор?
Да, на се имам одговор. Да, добро, нема проблем. Еве, ајде почнете со тоа. На која позиција се наоѓате при склучување на договорите за... Вие на вашата пресконференција... Јас сакам за ова да ми одговорите. Ки ви одговорам. Оставете го Борко и комисијата. Борко не е председател на МОК. Вие сте. Борко не е на никаква функција, нити претендира да биде на никаква функција. Тоа што фрлате димни завеси, пробате да замајувате јавноста, не ви успева, нити мене. Ке ме замајте. Значи, ве замолувам да бидеме концизни, да зборуваме за конкретни работи и за документи. Не за тоа не прашалници од типот кој што го закачивте на официјалната страна МОК, личен став. Личен став на Даниел Димовски на официјална страница на Македонски олимписки комитет. Тоа знаете кај, тоа го нема ниво афричките земји. Личен став на официјална страница на институција. Вие сте го Господине отвориле... Даниел Димовски. Дали сте го отвориле сајтот официјалниот на Меѓународниот олимписки комитет? Ве молам, дали значи можеме имате најмалце 4 писма од председателот Томас Бах како негов личен став. Прочитајте став? малце, читајте, убаво е да читате. Едно е личен став за одредени работи, друго е личен став за односот, карактерот на Борко Ристовски. Даниел Димовски, господине, вие институцијата МОК ја вовлекувате во нешто што се вика тужба во Лозана. Вие сте свесни многу за тоа и свесни сте дека ќе дојде моментот кога вие ќе треба тие пари да ги исплатите. Добро, Дали може да одговорам, не сакам да му упаднам во зборот. Сакам само да ја тргнеме, да веќе помина 40 минути емисијата, да ги тргнеме работите каков е Борко, дали Борко имao, дали го прочитал Борко повелбата на олимпизмот, да ги оставиме тие работи. Разговараме за конкретни работи. Вие сте обвинети за многу корупција. Господине Даниел Димовски, вие сте обвинети за многу корупција. Да, полев. И само да напоменам дека после мојата пресконференција ме контактира институции на Македонија на кои што ги предадов документите. Ќе зборуваме следното прашање, Борко, ќе биде за тоа, повелете Димовски. Значи, уште една лага во сетот, ниту сум бил обвинет било кога во мојот живот, ниту сум сега, ниту еден збор од тоа што е кажано е вистина. Значи, господинот Борко Ристовски со истите тие хартивчиња таму спаковани минатиот пат му беа некоја папка црвена, сега гледам, има и уште еднашка папка, убава му е папката избрана, мафташе и тогаш, еве го сега мафта и сега. Меѓутоа, институциите такво нешто не познаваат. Меѓутоа, убаво вака звучи, господинот си мафта, бидејќи го почестив господинот Ристовски со една шанса пред судот, бесплатно, без да плаќа такси, нашиот суд да ја докаже сето тоа што го има кажано, има идеална прилика да ја докаже во судска постапка. Се надевам дека овој пат нема да избегнува, нема да дава лажни адреси, нема да кажува дека не живее таму 30 години, нема да избегнува да прими пошта на работното место и дека реално ќе се појави пред судот, каде што ќе ја добие таа шанса, сите тие од прво до последно хартиче да го прочита, да го каже, да го аргументира и повторно ќе кажам на клубчниот збор да сноси одговорност за кажаниот збор. Кога ќе заврши таа постапка, а постапката ќе трае не повеќе од една година, ќе даде Дедо Боже да бидеме здрави и живи сите ние тројца, па ќе имаме прилика уште еднашка дополнително да ја продискутираме оваа тема. Да, тука ќе биде и следното моје прашање за вас. Дали сето ова можеше да се реши само во граѓански суд, во граѓанска постапка, тужба, клевета, да се остави на страна Македонскиот олимписки комитет и нема да предуцирам, нема да кажам лични препукувања и така натаму, но да биде тргнат на страна Македонскиот олимписки комитет, името на таа организација да не биде толку, ќе кажам, валкана, извалкувана во целиот тој диалог помеѓу вас двајца како едниот спортист, другиот спортски функционер. Јас ќе се навратам на она што ви го кажав пред малку. Секоја една организација мора да ги исцрта контурите до каде може да се толерира нешто кое што е недозволено. Еднашка, доколку раководите со организација, вие тие контури мора да ги исцрта. Не заради Борко, него ради сите други кои што претендираат да бидат како Борко или на некое друго место.
Дигнитетот на една организација мора да се сочува првично од тој што ја раководи, меѓутоа и од сите тела кои што се во самата организација. Штетата што ја прави Борко не е кон Даниел Димевски, штетата е кон целиот спорт. Ја можам да разберам дека неговата желба да се позиционира партиски за некое место е легитимна. Тоа е негово право на избор. Меѓутоа, спортското ткиво е кревко. Значи, ваков тип на действија нанесува рани, кои што вие ги споменавте. Тие рани прават проблем во организмот на спортските организации. Немој да ја подцените моќта на пораката која што се праќа. Затоа што да, моќта на пораката е интересен термин кој го користите, но дали тоа може да се свати како и ваша порака кон идни други спортисти кои може да бидат, да речеме, опозиција и да бидат казнувани и санкционирани? Пак ќе се навратам на претходно, малце го преформулираш прашањето. Дали имало до сега таков случај? Не се сеќавам. Немало. Дали имало критики? Секако дека имало. Значи, тоа е вашиот одговор. Ние сме отпорни и благодарни на конструктивните критики и не сме пречувствителни. Ниту јас, ниту институцијата која што ја вода. Меѓутоа мораме да кажеме што е дозволено, а што е недозволено. Молчењето, односно неспроведување на етичкиот кодекс, неспроведување на статутарните одредби и дисциплинскиот правилник е поголема штета отколку сегашната траума што ја доживуваме сите со една ваква непријатна епизода која што ја носи овој случај. Ќе направиме една кратка пауза за реклами, па повторно ќе се вратиме на темата и ќе поразговараме уште за неколку детали. Останете со фреквенцијата на Телма, се враќаме за кратко. Се враќаме повторно во студиото на Телма. До сега начнавме доста теми со двајцата соговорници. Ристовски, имавте по добиената одлука за суспензија од Олимпискиот комитет, имавте една пресконференција на која искажавте многу теми, начнавте, тоест многу теми. Имаше и доста прашања од моите колеги новинари кон вас околу и суспензијата, околу тоа што е изјавено и вашите цели со тие дадени изјави со пресконференцијата. Зборувате постојано за криминал, корупција. За каков криминал и корупција точно зборувате? Дали имате точно докази? Какви се доказите? Дали имате испратено докази, пријави до институциите? Вообичаено, нели така се постапува кога има човек докази за криминал, пријавува? Дали ги направивте тие постапки и дали се издржани тие постапки? Тоа е моето прашање. Добро, најнапред да се вратам малце на темата со суспензијата од Македонски олимписки комитет. Суспензијата е дотолку смешна и неиздржана што дури Агенцијата за млади и спорт излезе со изјава дека апсолутно е правно неиздржана и нити може Македонскиот олимписки комитет да се меша во работата на федерациите и ракометната федерација излезе. Така да за апсурдот да биде поголем, повторно ќе кажам, господинот Даниел Димевски и неговата комисија за дисциплинска комисија си донеле некоја си одлука и кое што апсолутно му е за домашна употреба. Читајте малце статут, читајте малце, читајте. Значи, утре ако Борко Ристовски биде функционер во било која федерација, нема да ќе биде суспендиран или ќе се работи. Убаво е да читате малце. Корисно. Да ви кажам една работа, ве молам се. Значи, ја разбирам дека ви гориве, разбирам дека малце сте за црвенец, све разбирам. Борко, значи, меѓутоа да се држиме до темите за кои што сме дојдени да разговараме. Не треба да се уфрламе. Една папка ваква црвена е дадена до институциите, одма после пресконференцијата ми се јавија, веќе следниот ден ја добија папката, ми кажаа дека не можам да кажам до која институција се работи, ми кажаа дека веќе има отпочнато истрага против господинот Даниел Димевски и дека овие се документи кои што дополнително ќе ги разгледаат и ќе ги вметнат во другите делот од документи кои што ги имаат. Ја не сум правник да толкувам што за колку има и каде криминал, меѓутоа она што моите адвокати го
го видовме изминатата недела пред самата пресконференција, дојдовме до една констатација дека има премногу индикации за многу сторен криминал и за кривични дела. Значи, пак уште еднаш да направиме дистинкција, бидејќи неколку пати го спомнав тоа. Зборувате за Даниел Димевски или за Македонскиот олимписки комитет? Зборуваме за Даниел Димевски и неговите фирми. Не зборуваме за Македонски олимписки комитет. Значи го тргнав на страна. Ќе кажам така наречениот криминал затоа што не ги знам доказите. Така кажав и јас. Индикации за можен сторен криминал. криминал. Дали е поврзано тоа со работата на Македонскиот олимписки комитет или не? Не, апсолутно. Јас кажав и претходно дека јас апсолутно немам никаква работа со Македонски олимписки комитет. Ја имам апсолутно работа со господинот Даниел Димевски. И се она кој што го има направено изминативе 27 години како нели. Зошто баш токму сега иницирате таква постапка против Даниел Димевски? Па да ви кажам најискрено, најпрво мислев дека господин Даниел Димевски ќе има доблест да сам, верувам дека за многу брзо време ќе смогне сили да го направи потегот и да се повлече сам од позицијата на која што е, за да не ја доведува во вакви работи и во ситуации да ја омаловажува незината вредност. Најпрво мислев дека господин Даниел Димевски ќе има некаква си доблест и ќе се повлече од позицијата. Меѓутоа, он тргна да се крие позади Македонски олимписки комитет и да ми поднесе некаква си таа дисциплинска комисија и од тука решивме да работите сите она што сите ние го знаеме, цела јавност го знае, затоа што околу него се секогаш многу врзани, многу работи со неговите фирми, со неговата работа и едноставно кажав и на пресот, јас сум многу горд на општество затоа што по пресконференцијата се јавија многу луѓе од институции кои што донесоа дополнителни документи кои што ги дадовме на сите можни институции и ако даде Господ, како што милува да каже господин Даниел Димевски, ќе има разрешница и за брзо време и за споро време, ако не сега ќе дое можеби некој подобро време кај што работите ќе се разјаснат, меѓутоа едно е јасно, мојата борба не е за никаква функција, господин Даниел Димевски. Нити имам амбиција за некаква функција. Нити имам амбиција да бидам председател на Македонски олимписки комитет. И јас сакам и ви препорачувам за доброто на спортот, за доброто на Олимпискиот комитет. Најдобро е да се повлечете од Олимпискиот комитет и да не ја доведувате таа институција која што треба да биде врвот на спортот во една држава во ваква подредена ситуација. Сега ја донесовте по кој знае кој пат со ваше однесување, сега ја донесовте и пред судот во Лозана, кај што набрзо ќе се видиме. И секунда, дали има тужба од Даниел Димевски кон вас? Јас не сум видел, ако имате ми на покажете. пресконференцијата не споменавте дека немате тужба лично од господинот Даниел Димевски за искажаните изјави, навреди и клевети. Димевски спомна на почетокот дека има. И јас би сакал да ја видам ако има пред граѓански суд. А ако мислите на тужбата што вие поднесовте во вашата организација, таква добив меѓутоа на денот на пресконференција. А ако има пред граѓански суд, јас сакам да ми го покажете документот. Секи го покажам и да го видам документот, затоа што до ден денешен јас немам ништо добиено. Нити сум се заткривал под некоја си адреса, нити под стара, нити под нова. Јас документ добиено за тужба на граѓански суд до ден денеска немам добиено. Дали сте поднеле, кога сте поднеле, да видиме дата. Ако сте поднеле, ми е драго, затоа што на вистина ќе се видиме на суд. Прво, сум ви поднел и ќе се видиме. Добро, дали може да покажете само тужбата? Да, нема проблем, да. И на која дата е поднесена? Слободно, да. Првата е на 17-ти, еве втората, еве можете да свртите нека камерата само. На 17-ти кој? На 17-ти четврти и барањето за извинување и предподнесување на тужба и втората е на... Дали има тужба граѓански суд? Читате слободно. Па кажете ми кога е датата. Еве ќе видите, еве ќе види камерата. Датата, кажете. Еве може да му го дадете телефонот. Кажете ми само кога е датата. Она што сакам да ви кажам. Само секунда да разрешиме дилемата кога е поднесена на граѓански суд. Мојата емисија е на 2.3.2023. Да видиме вашата тужба кога е. За што? За клевета? Зашто е вашата тужба поднесена пред судот? За клевета? За клевета? Против мене лично? Против тебе. Во однос на емисијата на 2.3. Апсолутно.
Значи имате на која и дата е писмото? поднесена? Немам писмото, вие нема да ме подадете. 4-5 примено. 4-5, 2-3. Господине Даниел Димевски, после Значи 45 дена вие поднесувате тужба за клевета. Не е вие точно. поднесувате тужба после не, мојата ако ми дозволиш, пресконференција. значи да не се Само Петр Ристовски. Си извинувам. сите што го знаат правниот систем, значи кога поднесувате тужба, должни сте да поднесете предлог тужба со предлог за извинување за следното да биде тужба. И првиот и вториот се два исти акти, меѓутоа морате да ги направите последователно. И тоа е направено. И точно е направено тогаш и тој тоа го знае. Меѓутоа, о том потом. Даниел Да не Димевски, останам краток 45 на сето, дена после мојата емисија вие поднесувате. да не останам краток на сето она што го изнесе. По кој знае кој пат, повторно ќе повторам, со црвени папки се мафта за нешто некогаш што како би требало да биде. Значи до денешниот ден нема постапки против нема вас? ништо. Нема постапки? Не постои такво нешто, сем постои лага Не и постојат клевета. постапки. Постапки Значи, против вас не постојат. Ристовски, Само лага Момент, извинете. Си извинувам. и клевета. Континуирано лага и клевета. И ако го приметивте вокабуларот што го искористи сега господинот Борко Ристовски, кај што 3 пати каже ги разгледавме, ги предадовме. Па не е ли господине Ристовски овдека настапувате како во ваше лично име? Јас и моите адвокати. Точно, јас и моите адвокати ги разгледавме. Јас и моите адвокати, точно така. Многу ми е јасно што сакате да кажете. Ниту сте вие и вашите адвокати, вашата множина кажува се. Например, Значи, мојата множина е која? па вашата множина Која кажува е се мојата и множина? во принцип на една ваква Кажете ми која е мојата емисија, множина? на една ваква емисија кога зборувате во множина, па дар требаше и адвокатите да ги седнете во Јас вас. и моите адвокати ги разгледавме, како сака да ви кажам. Не разбирам вашата Во ред. повторно зборувате нешто без Значи, поинта. Сакам да поентирам. Ајде. Сето изнесено воопшто не кореспондира со вистината. Сето изнесено е до сега повеќе пати изнесено и никогаш не продуцирало ништо. Точно. Напротив, продуцирало едно огромно единство и мнозинство на севкупниот спортски свет кој што јас го предводам. Значи, јас сум многу горд председател на Македонскиот олимписки комитет. Таа функција ја обавувам со големо задоволство и голема одговорност. И ќе ја обавувам се додека делегатите ја ценат работата моја, да престане да се заскривате позади позади Олимписки мојата олимписки работа. комитет. Ристовски, момент, се извинувам. стојат позади мојата работа, ценат како се работи и се задоволни од насоката во која што се движи Македонскиот олимписки комитет. Јас ќе повторам, Македонскиот олимписки комитет е многу реномирана и респектирана организација. Резултатите се евидентни. Јас не сум од вчера председател, јас сум 2,5 години председател. А господинот Борко, гледам, тоа ми дојде како комплимент, 3 пати потенцира, не, јас немам ништо со вашата работа како председател на Македонскиот олимписки комитет, но има со мене лично. Значи, сето тоа што го имате со мене лично, ја имате таа привилегија да го докажете пред судот, а за се останато што не се согласувате со работата на Македонскиот олимписки комитет, слободно критикувајте. Тоа е дозволено. Критиката е дозволено. Меѓутоа не ви е дозволено да навредувате и клеветите. Бидејќи сме при Господине крај Даниел со Димевски, емисијата, Борко, само уште едно прашање за Димевски. Се извинувам. Ајде, повеќе. Значи, по кој знае кој пат ние зборуваме за едно, вие зборувате за поддршка Олимписки комитет, зборуваме за вас лично, господин Даниел Димевски. Оставете го Олимпискиот комитет на страна. Оставете ги делегатите, вие зборуваме за дело против вас, за евентуален криминал и вие зборувате и после секое дело целата спортска јавност се обедини околу мене, господин Даниел Димевски. Зборуваме за вас и за вашите криминали. Не зборуваме за Олимпискиот комитет и за делегатите. Немојте да дефокусирате јавноста и да оптеретувате емисијата со работи кои што се тотално неважни. Јас ве повикувам да кажете дали имало дело против вас, јас свикам пресконференција
со еден куп докази, како и сега што се, вие излагате со еден прашалник на официјалната страна за тоа каков му е карактерот на Борко Ристовски. Господине Даниел Димевски, значи, сакам да бидеме конкретни, по кој знае кој пат кажувам. Ве замолувам, во име на спортот, во име на спортистите и во име на вистинскиот спорт, да ја оставите Олимписката федерација на страна. Овде се работи за вас и за мене. Нити Комисија за спорт на ВМРО ДПМН, нити Олимписки комитет, Даниел Димевски и Борко Ристовски. Ве замолувам во име на спортот да зборуваме за работи за кои што вие треба да одговарате, за евентуално сторен криминал. Добре, ми се бенефит од емисијава што почна да го коригира вокабуларот, значи тоа е многу добро, значи има придобивки од вако јавно соочување, една од тие е токму корекција на вокабуларот на господинот Ристовски. Она што би сакал, бидејќи се ближиме кон крај на емисијата, да го кажам, токму во име на сите тие спортисти кои што недвојбено стојат позади мене, од прв до последен, јас ја обавам оваа функција така како што ја обавам и ќе обавувам благодарение на сите нив, додека имаат доверба во мене. А ми е жал што еден врвен спортист како господин Борко Ристовски толку многу се задуил со негативна енергија, толку многу гнев гледам и према мене лично, не знам зошто, не е битно, тоа е негово прашање. Меѓутоа многу гнев према и многу други спортисти. Не знам кој е тој порив за толку гнев према сите нас. Не знам. Верувам дека во некое блиско време ќе разбере господинот Ристовски дека ова не е вистинскиот начин, дека не е добар пат и дека спортот не толерира таков тип на негативно однесување. Имам само за крај уште едно прашање за вас, Димевски, и мислам дека ќе завршиме со емисијата. Уште еднаш ќе се навратам на првичната тема на вечерашната дебата и на вашето соочување, суспензијата. Дали оваа суспензија важи за Борко Ристовски, како утре ако биде пензиониран спортист и одлучи да работи во било која спортска федерација или спортски клуб, ќе важи ли суспензијата? Ќе важи суспензијата и таа е една многу сериозна суспензија која што години натаму ќе му тежи на господинот Борко Ристовски. А спортскиот дел, дај Боже да може уште 4 години да си брани, ќе нема никаков проблем и спортската кариера на Борко, како и на било кој спортист, нема да биде загрозена со оваа одлука. Последното прашање и за Ристовски. Ќе бидете ли функционер по завршувањето на спортската кариера? Не. Спортски функционер зборувам. Значи, упорно од самиот почеток господин Даниел Димевски пробува да изврти темава на емисијата, не дека нешто посебно му успеа, гледате дека се врти константно околу тоа, тие две реченици. И уште едно кратко прашање. Продолжува ли со играчката кариера Борко Ристовски по завршувањето на оваа сезона? Не можам да ви кажам дали продолжувам или не, се зависи од тоа како треба да разговарам со моето семејство, дали ќе одлучиме за понатаму или не, тоа не зависи само мене, затоа што веќе сум татко на 2 малолетни деца кои што ми се повеќе од се на светот и морам најпрво да се консултирам со моето семејство и ќе одлучиме понатаму што и како. Меѓутоа, сакам само едно да кажам, мојата борба, се ова што го правам, нема апсолутно никаква врска со било каква политичка функција. Господине Даниел Димевски, пак ја повторам, ве замолувам да не одите со главата контра сите, контра цела спортска јавност, затоа што е добро знаете дека немате поддршката нити од во Олимпискиот комитет, нити од на собранието. И да ви порачам дека се она за што се залагам јас е да луѓето како вас бидат подалеко од спортот. Толку имам да кажам. Завршни зборови, изборното собрание, мислам дека следното или следната година, ако не се лажам, па ќе видиме за поддршката. Криво што господинот Борко Ристовски немаше прилика како што имаше обичај да дојде на изборното собрание, не најавен. Таа прилика му ја резервиравме и овој пат да дојде, како и минатиот пат, и овој пат ќе му дадевме збор да се обрати пред сите. И ми е многу жал што ја испушти таа извонредна шанса да ја види сплотеноста, единството на организацијата и да види каде сите вистински спортисти припаѓаат и кого поддржуваат. Посиромашен е за една таква гледка, ќе му беше појасно, меѓутоа никој пат не е касно. Годините брзо доаѓаат, следната брзо ќе дојде,
и ќе имаме шанса уште еднашка да ги вкрстиме нашите аргументи пред електоратот и пред севкупната македонска Предпоставам, спортска значи тоа дека ќе се кандидирате повторно за Да, ќе се кандидирам. Ви благодарам и на двајцата за вечерашното гостување. Се надевам дека и јавноста малку повеќе се запозна околу целиот тој случај за кој се зборуваше изминативе неколку недели. Бевме доста информативни. Се соочивме со неколку и горки прашања, па се надеваме дека работите во иднина во спортот ќе бидат многу по, да речам, едноставни. Може ли Мора така да бидат, затоа што спортот ни е во слободен пат и мора да направиме се што треба за девијации во спортот, како што се случуваат моментално, не. Благодарам. Добро, благодарам Ристовски, благодарам господине Даниел Димевски. Почитувани гледачи, вас ви препорачувам да останете на фреквенцијата на Телма. Имајте пријатна вечер.